колешката Елизабета, веќе гледам, ќе се занимаваме со домашни животни, барем плакатот е таков во позадината. Елизабета, добро утро. Добро утро. Во следните минути ќе поразговараме за инклузија на деца со посебни образовни потреби. Денеска се наоѓаме во Сдруженијето Отворете ги прозорците. На оваа тема ќе разговараме со Драгана Дојчиновска и Софија Стојановска. Добро утро на двете и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Во теке една убава кампања која што е во рамки на проектот инклузија на децата во образованието, односно децата со образовни потреби. Еве за почеток би ве прашала каква е оваа кампања, колку време се спроведува, како функционира и останатите детали што ќе бидат важни за гледачите. Така, ова утро сме со вас затоа што сакаме да ви представиме нашата нова кампања за кривање на јавна свест. Значи, станува збор за кампања за кривање на јавна свест за деца со посебни образовни потреби. А исто така всушност дел од проектот инклузија на деца со посебни образовни потреби, кој што го спроведуваме ние како Сдружение Отворете ги прозорците заедно со Детската фондација Песталоци. Станува збор за проект во кој што соработуваме со 10 училишта и 5 општини и на училиштата всушност им даваме подршка во делот на јакнење на капацитети на наставниците преку разни обуки за јакнење на професионалните компетенции на наставниците. А со општините работиме на сензибилизација на општините. Сакаме да ги сензибилизираме всушност да бидат потворени за прифаќање и поддршка на децата со посебни образовни потреби. Така функционирате долги години како здружение, повеќе од 15-тина. Има ли напредок во однос на ова сензибилизирање кое што го зборуваме? Се кривали свеста и кај наставниците, кај училиштата, кај населението за потребата од вакви проекти и вакви кампањи? Така, ние се надеваме дека уште повеќе ќе криваме јавната свест. Тоа е, знаете, еден процес на кој што работиме долги години и ќе работиме. И затоа не станува збор само за кампања. Ние всушност преку кампањата станува збор за кампања на социјалните медиуми и имаме радио Борека кој што исто така на радиостаници, но не е поентата да имаме само адвертајзинг на таков начин, баш затоа и работиме со самите наставници, со самите училишта, со самите општини, сакаме да постигнеме еден така малку повисок, поголем ефект, така да се надеваме. Така, знаат ли веќе наставниците како да се однесуваат кога во нивниот клас или одделение ќе дојде детенце кое што има посебни образовни потреби? Подготвени се за научат, тоа е тоа што на нас многу ни влива доверба. И сега во рацете вите држите едни посебни тастатури, ќе можат и нашите гледачи да забележат дека не се од оние кои што ние секојдневно ги користиме, стандардни, така. Ова се тастатури со кои што може да работат, односно се дел од асистивната технологија, наменета токму за овие дечиња. Еве Драгана, ќе ни кажете ли на кој начин функционираат и зошто е добро да се употребуваат? Така, ви благодарам за прашањето. Асистивната технологија прва нуди една можност, односно детето да ги покаже своите силни и јаки страни. Односно, преку самата технологија има можност да стекне поголема самодоверба и секако нешто е многу важно да биде независно детето во одредени активности, односно овие уреди кои што се едни од многуте што ги имаме во нашиот центар, овозможуваат користење на компјутер на еден нестандарден начин, односно ученикот ќе има можност да ги пишува своите домашни задачи без одредена потешкотија, бидејќи доколку не може да го користи моливчето, односно на стандарден начин да ја напише својата домашна задача, тука се тастатурите кои што со своите карактеристики забележувате дека се поголеми копчињата, потоа се на кирилица, немаме дополнителни копчиња кои што може да го збунат ученикот. Едноставно преку самите тастатури ќе имаат можност да бидат успешни во наставата и исто така преку асистивната технологија ќе можат и да бидат активни во текот на наставата. Имаме голем број на уреди, така што сите уреди си имаат своја намена и секако дека се прилагодуваат според потребите и можностите на учениците, односно на децата со посебни образовни потреби. Видите, има и поголем број уреди, меѓутоа колку се овие уреди достапни токму за овие дечиња, имаат ли они пристап до нив?
Така, уредите ги имаме во нашиот центар. Нажалост, немаме некоја продавница во нашата република која што нели каде што можеме да ги купиме, меѓутоа затоа ние сме центар каде што можеме нели да ги дадеме на реверс, односно да послужат на децата додека се нели во образование и слично, или пак нели да доаѓаат во нашиот центар и да работат со асистивната технологија, односно да се подобруваат одредени вештини или пак да се подобри онаа потешкотија која што има самото дете. Така, велите дека еве работите и со училиштата. Има ли интерес или можеби никаква идеја во одредени училишта да се направат вакви соби, простори, како што е оваа тука, каде што би биле подостапни на дечињата од различни општини од Скопје и од државата? Оно што каже и Софија, на наше големо задоволство, забележуваме наставници кои што навистина се подготвени да научат нешто ново, меѓутоа не само да научат за себе, туку и да пренесат нели на своите ученици. Знаете како ова е центар каде што ги имаме уредите и не знам колку би можело некој надворешно како наставник и слично нели да ги направи самостојно, меѓутоа затоа стоиме на располагање да имаме соработка со наставниците и нели доколку има некое дете кој што има потреба не само од оваа тастатура, можеби од джойстик, екран на допер и слично од другите уреди, нели да ги дадеме на реверс и секако нели да ги користи детето се до оној момент нели додека има потреба. Да не забораваме преку самиот проект Софија кога зборуваше за него, имавме можност донација на 10 училишта токму со оваа технологија се со цел нели да биде дел од наставата на учениците и да бидат секако нели поуспешни. Така, сте размислувале ли можеби обука и за самите родители? Можеби родителот кога ќе се соочи со еве во своето семејство со детенце на кое што му е потребна ваква асистивна технологија, не знае како да се справи со тоа, како пристапувате во тој случај? Дали бараат помош тие од вас во таква ситуација? Нашето здружение покрај проектниот дел значи има и сервисна служба, односно центар, каде што нудиме 4 различни услуги. Тоа се советодавна консултативна поддршка за примената на асистивната технологија, како и процена на асистивната технологија, односно потребата од асистивната технологија, раната интервенција и индивидуална логопедска работа. Родителите свесни се, мислам, кога ќе дојдат, нели веќе се свесни за потребата од асистивната технологија и секако нели нашата поддршка ја добиваат и стоиме нели на располагање за да ја понудиме технологијата. Така, Драгана и Софија, јас би додала само дека е добро што постои еден ваков центар, добро е што еве постоите и вие за да можете да им го леснете на некој начин образованието на овие дечиња на кои што се навистина со посебни образовни потреби, меѓутоа сакаат да научат и не сакаат да бидат исклучени од образовниот процес. Времето нас толку ни дозволува. Ќе ви заблагодарам само за учеството во утренски брифинг. Ви благодариме. Благодарам. Драги гледачи, се надевам ви беше интересен овој разговор во кој што сакавме да допреме малку до свеста кај нашите гледачи, кај сите граѓани, дека токму и овие дечиња на кои што им се потребни посебни образовни потреби треба да имаат можност и пристап до образованието како и сите останати.